Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Промо. Сигурно се сеќавате на големите хитови на Свадбата твоја, Две солзи ми капнаја, а јас останав тебе да те чекам, 3 кила банани. Токму Гоце Петрески Бананата е мој денешен гостин во емисијата Промо. Гоце, најпрво добре дојде и како се чувствуваш во нашето студио? Ти си секогаш како дома? Прекрасно се чувствувам, благодарам на поканата. Еве тука сум кратко време, пред неколку дена стигнав во Македонија и стварно сум пресреќен што од секогаш сум имал поддршката од вашава продукција и ви се заблагодарувам за тоа и да искористам ова прилика да си ги поздравам сите мои сограѓани. Знам дека имаме доста тука македонци дојдени од диаспората и баш ми е мило што ги гледам во толку голем број во Македонија. Да си ги поздравам нив, да си ги поздравам мојата фамилија во Австралија и сите гледачи ширум светот. Така, ти си на краток престој тука во Македонија. Кој е поводот за твоето повторно доаѓање кај нас? Поводот е да се комплетира албумот што еве доста време го спремам. При крај сум уште 2 песни ни останаа да се завршат. Тоа го правиме сега во следниве неколку денови, треба да се направат. Имаме еден дует со Анета Мицевска од групата Молика и една соло песна. Тоа е да се комплетира, да се направи албумот, па Боже здравје, па да направиме една мала промоција ако има време. Така, колку песни отприлика ќе се најдат на овој албум? 12 песни ќе бидат на овој албум. тоа е планот. Значи 10 се готови, уште овие 2 фалат и да биде готово се направи. Да се комплетира. Дали албумот ќе има и своја промоција во Австралија? Да, планот е да се направи една мала промоција и така некои мали концерти низ широм Австралија и така да ги запознам и македонците таму со тоа што го работам, да видат тоа ново што сум снимил, да се надам дека ќе им се допадне. Јас сум сигурна дека ќе ми се допадне, дека ќе уживаат во твоите нови песни. А пред известно време промовираше нова песна заедно со спот, една прекрасна балада, можам да кажам, Само ти. Колку си задоволен од коментарите на јавноста и од коментарите се разбира на твоите обожаватели? До сега имам добиено доста позитивни коментари, добро е прифатена. Јас сум пресреќен со проектот што го направивме и за доста кратко време се сними и баш за таа песна немав и некоја визија како ќе изгледа сето тоа. Одеме на неколку различни сцени, но ете сето тоа некако се склопи како што треба и испадна добро, интересно и сум презадоволен од видеозаписот на таа песна. Песната ми е така лично многу мила. Ја испев од срце тоа, во границите на можноста тоа ја што можам да го направам и покрај спотот доста луѓе ја запозна таа песна. Таа ќе биде на новиот албум, така да не е испромовирана доволно, но преку видеозаписот и благодарение на ИНТВ доста нашинци ја имаат видено песната и имаат коментирано позитивно за таа песна. Да ги потсетиме нашите гледачи чие дело е оваа песна? Песната текстописец е Борче Нечовски, да го поздравам и него, едно големо почитување за професионалец како што е тој и исто така Николче од групата Фонтана, тој е задолжен за музиката, тој направи музиката и аранжманот и снимано е кај Дејан Момировски. Значи професионално направена работа и презадоволен сум од целокупно сето како што испадна. Значи за нешто се направи добро, не е доволно еден човек, ти треба екипа од професионалци околу тебе и сум задоволен што имам тоа. Така, ете, бидејќи зборуваме за оваа прекрасна песна, јас предлагам да направиме една музичка пауза и да го погледнеме спотот за Само ти, а нашите гледачи нека уживаат. Како мирна река течеш во мене,
Kako zlatna jesen ti se očite, koga sat odstoji molčat strelkite. Mislite me nosat kaj tebe, kako mele mlečat tvoj te dopiri. Koga duša mi je polna otrovi, koga ležam sam ja smrtov umoren. Srce volne nosi kaj tebe, samo ti, dušo samo ti, me raspiraš i bez zborovi. A moj teček gori, kilometri bezbrojni, ja sam ki izodem, za da dojdam do tebe. Samo ti, dušo, samo ti, me raspiraš i bez zvorovi. A cel vek duša ta, si ja bara srodnata, i cel vek ljubov ta, si ja bara svojata. Znam dušo moja, zašto ne shvatim, da li se to ovaj jazgo zasluži, ili Bog go znaje to, a najdobro. Koj so kogo, koj so nikogo, kako mele mlečat tvoj te dopiri. Koga duša mi je polna otrovi, koga ležam sam ja smrtov umoren. Srce volne nosi kaj tebe, samo ti, dušo, samo ti, me raspiraš i bez zborovi. A moj teček gori, kilometri bezbrojni, ja sam ki izodem, za da dojdam do tebe. Samo ti, dušo, samo ti, me raspiraš i bez zvorovi. A cel vek duša ta, si ja bara srodnata, i cel vek ljubov ta, si ja bara svojata. Драги мои, сигурна сум дека уживавте во оваа прекрасна песна на Гоце Петрески Бананата и се разбира во прекрасниот спот. Ние повторно се враќаме во студиото. Гоце, јас колку што дознав, тука веќе имаше еден настап на фамилиарна прослава. Зашто станува збор? Па бев поканет од мои добри пријатели таму во Австралија. Си направи една приватна весела тука во Македонија и ме поканија да бидам гостин. И си поминав прекрасно. Имаше доста гости, да кажем, и од тука. И баш ми беше мило што доста млади што беа присутни,
твоја генерација да кажам, ги знаат песните и малце ете пријатно бев изненаден што песни уште на некој начин се слушаат и не се заборавени и тоа ми го наполни срцето на некој начин. Така, дали ќе имаш и други настапи, како ќе го поминеш престојот? До 5 август си тука, како што кажа? До 5 август не останува многу време. Имаме некој план за некој настап во Прилеп, но не е ништо сигурно сега за сега. Така да Интеве ќе знае прво ако нешто од тоа биде. Сега приоритетот ми е тука, ете така да се видам, музиката да ја завршам и за кратко време морам да се вратам назад. Така, спомна концерти во Австралија, што е планирано? Планирано е албум во кога ќе се заврши и да се направи некоја мала промоција, да се промовира тоа што го направи широм Австралија, во неколку градови, се знае Мелбурн, Перт, Аделаид и Сиднеј. И Боже здравје, тоа е во план. Во претходно интервју за Интеве и за Инпродукција, потенцираше дека ќе имаш и други настапи пред нашинците во другите земји. Дали нешто има ново околу тоа? Дали ќе настапиш во други земји? Работиме на тоа, баш сум во преговори за Америка и за Канада. Тоа е за 2019 година. Така, значи за следната година? Да, и па понатаму се надам и низ Европа да направиме една мала турнеја. Мерак ми е да се прошетаме малку, да се запознаеме со нашинците во диаспората и се надам ќе се оствари тоа сега. Сега сето е така во план, па ќе видиме како ќе биде. Да ја промовираме насекаде македонската песна и македонската музика. Како што кажавме, голем број хитови зад себе, доста се барани, доста слушани и од младите, а и доста препејувани од младите пејачи. Какво е твоето мислење за препејувањето, дали според тебе тоа е добро или не? Добро е во смисла ако е снимано како кавер, не е лошо, значи песните пак се слушаат, се одржуваат. Знаеш, да не биде сега како некој друг да се направи газда на истата песна, тоа не е добро. Да не биде со нови аранжмани, може. Да, во жива свирка, ете така да се свира, тоа не е лошо, но сепак јас стално потенцирам на народот му треба нешто ново. Значи ние прогресот во нашата музика е да се креира нешто ново да се донеси, да се експериментира во стилови, да се види што е во тој момент барано и да се сними. Ни треба нас нова музика, ни треба нови креации, ни треба нови видеозаписи, на луѓето да му бидеме интересни. Инаку со тие старите песни сето е добро тоа да се сними, да се направи, но мораме да одиме напред. Не можам јас, значи, цел живот да ги пеам истите 2 солзи или 3 кила банани, луѓето бараат нешто ново да слушнат. И сега на тоа работам и задоволен сум што имаме продукција, имаме професионални екипи што го поддржуваат тоа, што го прават. И колеги гледам дека снимат, си работат. Тоа ни треба. Значи новитети. Јас мислам дека јас доста сум активен во жива свирка и со младиве поготово стално викаат не мора да ја знам песната, свири ми нешто ново. Значи тоа е тоа што треба. Мислам дека и нашите млади пејачи би требало да го следат вашиот пример и да снимаат нови песни, да ги остават каверите зад себе, така? Не, нека си остане. Каверите има, јас мислам дека има простор за се. Има убаво е каверите да си стојат, но да не биде само тоа. Така, добро да се слушне некоја нова песна. Да, и народните песни што останале од време, убаво е што се одржуваат, но треба малку да се креира нешто ново. И тоа е многу важно за македонска музика. Последно време, знаете, се слуша, што викаме ние балкански вечери, се слуша секаква музика. Убаво е сето тоа, но сепак треба да си се задржи она што ги имаме ние. Ние сме ценети доста, да речем, надвор од земја, од музичари, од колеги што ги имам од друга нација. Ние ценат музиката и имаме капацитет да креираме нешто ново. Значи, треба да се работи на тоа. Дали мислиш дека македонската песна е доволно промовирана низ нашата земја, тука во Македонија? Дали има доволно медиумски простор за македонската песна? Искрено ви кажам, мислам дека би требало малку повеќе да види тоа. Сега кај мене може не е меродавно јас да кажам, пошто јас живеам во Австралија и
ударните термини не се совпаѓаат со времето кога ние таму гледаме, но сепак би требало, ако се прашувам јас, народната песна, да речем македонската песна воопшто, да се гледа баш во тие ударни термини, да имаме публика што треба тоа да го види. И се надевам понатаму ќе го има тоа. Го имаме еве во ИНТВ, сум презадоволен, но еве и во другите малце поретко тоа го има, или го има можеби кога ние спијаме тие во Австралија, не го гледаме во тој термин, но мислам дека има простор за малку поиќе да се промовира македонската музика. А какво е твоето мислење за македонската естрада? Имаме, како што кажавме, доста млади пејачи. Дали има квалитет според вас? Секако дека има. Секако, ние сме талентиран народ. Тоа мислам го знаеме ние. Имаме многу талентирани пејачи, имаме многу талентирани музичари, имаме добри студија во тука, но сепак сето тоа треба некако да се некако организира во еден склоп, сето тоа да си функционира како што треба и има простор за подобрување во сето тоа. Убаво е што најглавното, талентот го имаме, но сепак, ова што го зборуваме, значи поддршката од медиумите е потребна многу и некои други работи, значи како продукција што може да го поддржи цел проект од А до Ш, сето тоа да се комплетира, убаво е да го имаме тоа. Какво е вашето мислење уште за фестивалите и дали во следниот период би сакале да настапите на некои нашите фестивали во Македонија? Фестивалите малку ми е потешко да ви кажам дека имам таму доста обврски низ Австралија и ми е многу тешко да го темпирам времето, баш да дојам кога се фестивалите тука. И ако дојде шанса, значи сум заинтересиран за тоа, но пред време да го резервирам терминот за да дојдам, ми е малку потешко, знаете, таму сме малку зафатени и со музика и работа, фамилија и се што. И ако се погодат термините, во секој случај сум заинтересиран да учествувам. Така, во Австралија каде настапувате? Каде публиката може да ужива во вашата музика? Во Австралија сум активен, имаме и неколку ресторани што добро функционираат во Сиднеј, каде што живеам. Има еден ресторан се вика Чичоз, многу е моментално сега така популарен и младиве сакаат таму да се дружат. Таму настапувам, иначе на сите веселби секој викенд значи се дружам со македонци, презентирам тоа што можам да го работам и сум презадоволен. Еве таму сум 24 години сум во Австралија, пак на некој начин уште јас го сакам тоа што го работам и тоа ми прави задоволство. Затоа уште живеам како музичар таму. А каде е подобро да се настапува, во Австралија или во Македонија? Каде е подобра публиката и каде ти е тебе подобро за живење? Подобро е секаде кај што има добри луѓе околу тебе, луѓе што ја почитуваат работата што ја работиме. Јас сум навикнат да речем во Австралија сум толку време. Убаво ми е за живење, но сепак не го заборавам ова место. Дали можеби би се вратил понатака повторно да живееш во Македонија? Не го исклучувам тоа никогаш. Значи желбата за тука ми е стално си ја имам, носталгијата таа е болест што не се лекува. Се лекува само со авионска карта да си дојде човек тука. Знаете како животот и таму си е малку брз, си имаме некои своји обавези. Одам на тој план, за некогаш да се вратам, но сега во блиска иднина тоа нема да се случи сигурно. Фамилијата ми е таму, дечињата си учат факултети, си учат си има своји канали на живот, каде, што, како. И малку е потешко. И како што оди, некако се потешко и потешко доаѓа, но не губиме надеж. Значи некогаш можно да се вратиме. Така. Која е разликата помеѓу настапите во Македонија и надвор и таму во Австралија и дали воопшто има разлика во настапите? Искрено да кажам, нема преголема разлика. Јас стално го велам дека македонците таму си гледаат македонски ТВ канали, во текст со музикава, со се што се случува тука, во текст со новитетите што се креираат тука. Не осеќам некоја преголема разлика, да кажам, сега таму кога настапувам и тука. Единствено за Македонија некогаш сум малку скептичен кога направам настапи, затоа што
тука не ми е баш толку познато што се бара и што се слуша. Но ете, пријатно сум изненаден на последниве неколку настапи што сум ги имал тука. Младава генерација ги сака песниве што сум ги работел и тоа ми го прави денот поубав. Мислам за тоа е и причината ние што работиме, што креираме нешто. Песниве не се заборавени, и то песни што се снимени во 90-тите години, кога доста младиве биле тогаш многу мали, значи не биле тие во текст со тоа тогаш кога биле популарни песниве, но сепак еве на некој начин оживнале. Тоа може и благодарение на тоа кава што еве некој што ги снимеле тие песни. Ги оживува така. Да. Јас предлагам тука да направиме уште една музичка пауза, ќе го погледнеме твојот настап во нашето студио за песната Нека капат очи 2. Драги мои, уживајте. Една ладна зима ти, грб ми смрти замина, на мене заборави, болката га остави. Една ладна зима ти, грб ми смрти замина, на мене заборави, болката га остави, болката га остави. Нека капат очите, дење и во ноќите, кога љубов барале, како да не гледале. Нека капат очите, дење и во ноќите, кога љубов барале, како да не гледале. Звезди што ти синував, како да ги соберам, да ги вратам на небо, заедно со времето. Звезди што ти синувам, како да ги соберам, да ги вратам на небо, заедно со времето, заедно со времето. Нека капат очите, дење и во ноќите, кога љубов барале, како да не гледале. Нека капат очите, дење и во ноќите, кога љубов
Уживавме во уште една песна на Гоце Петрески Бананата. Гоце, чија дел е оваа песна? Нека капат од... Да немаме интернет, знаете сега младите како се На поинтересно им е социјалните мрежи, тоа, така. Facebook, Сите се од телефоните Instagram. во рака. Да. И така да еден ден имаме така да немаме Wi-Fi, да немаме интернет, да си се собериме сите. И убав е животот, само што ете така во Австралија знаете како е, се работи, сме доста зафатени и се е со план, се мора да се испланира за да потрошиме време меѓу себе. Така, пред самиот крај дали би можел да ни отпееш две солзи ми капна тука малку во живо, рефренот, Може како не. за нашите гледачи специјално. Две солзи ми капна, љубов моја, кога ми рече довидување и ме остави сам. Браво, прекрасно. Тоа е една од моите омилени ваши песни, затоа морав да ви кажам да ми ја отпеете. Ви благодарам многу. Воедно благодарам и за вашето гостување во емисијата Промо. Па се надевам дека за скоро време ќе биде готов албумот и да слушаме и нови песни ваши. Секако благодарам уште еднаш за поддршката, за поканата тука. Поздрав на сите гледачи, да си ги поздравам и мојот најдобар пријател Вин Спанов да го поздравам. Поздрав Баш ми на прати студиото порака Омега, пред да дојдам тука во студио, да си го поздравам и него и се надевам пак ќе се видиме за скоро време. Така, ние ве очекуваме повторно за скоро да ни дојдете повторно во Македонија. Ви благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, гледајте на и наредната недела во исто време и на исто место.